Покрај промоцијата на здрава храна, организацијата Slow Food или ако сакате бавно приготвена храна се залага и за негување на традицијата. Дека е тоа така, од кавадаречката организација докажа и денеска, кога го реализираа великденскиот хепенинг во спортската сала Партизан. На хепенингот беа представени креации инспирирани од големиот христијански празник Великден. Оригиналните творби, изработени од вредните раце на кавадаречките ученици, можеа да се купат и истите да бидат дел од нечиј дом. Присутните најпрвен ги поздрави председателот на Slow Food Горан Димитров. Ова манифестација во организација на Slow Food Кавадарци е во пресред на големиот христијански празник, се со цел да се промовира и како Slow Food во чест на празникот и сите заинтересирани да му ја пренесеме нашата мисија како невладина организација и да ја задржиме традицијата, да ја пренесеме на помладите генерации што доправа доаѓаат да си ја зачуваат традицијата, да ја зачуваат желбата за здрава и исправна храна, така да се надевам дека сите што се присутни ќе си поминат добро и ќе продолжиме понатака со овакви манифестации. Активностите на организацијата ги поздрави председателот на Кавадаречкиот совет Илија Тренчев. Ја користам ова прилика да го изразам моето големо задоволство од ова што е денеска во присуство на најмладите по идеја на подмладокот на Slow Food да се организира една ваква манифестација во чест на најголемиот христијански празник Воскресението Христово. Уште еднаш се покажува дека ова здружение со својата работа, чувствувајќи ја силата на она заради кое што тие постојат и чувствувајќи ја потребата заради кое што тие постојат како асоциација, како здружение, значи уште еднаш ја потврдуваат својата заложба да на ваков или сличен начин на вакви манифестации го збогатуваат она што е нивно основно меѓе, а тоа е се повеќе и повеќе да се вродува идејата за она што е многу значајно за сите нас, а тоа е да се повеќе и повеќе, имајќи ја во предвид динамиката на живење во денешно време, го користиме она како благодет што го нуди токму Slow Food. Мислам дека ентузијастите, било да е тоа подмладокот, било да се тоа постарите членови, за многу краток временски период покажа како треба да се работи, што е тоа што треба да се прави за да се постигне ваков успех. И јас мислам дека ваквите активности на ова здружение треба и понатаму да продолжат со силна динамика, со тоа што ова што тие го прават представува и патока за тоа како и другите треба да го прават. Она што тие го прават представува нешто кое што навистина му дава посебен шмек на кавадарци, на тиквешијата, со она што ние сите се гордееме, а тоа е полекано сигурно амбиентално да биде присутна здравата храна, да биде присутна во овој силен динамизам, она што тие може да го понудат како производи кои што се уште, за среќа наша, се производи кои потекнуваат од здравата животна средина и кои што значат живот и енергија за овие што денеска најповеќе се присутни, за младите, за учениците од основните и средните училишта на територијата на општина Кавадарци. Охрабрувајќи ги и понатаму да продолжат со ваквите активности кои најдуваат на целосна поддршка не само од страна на локалната самоуправа и многу пошироко, сакам да им упатам уште еднаш честитка, сакам да искористам ова прилика на сите граѓани на општина Кавадарци да го честитам утрешниот голем празник Христовото Воскресение и да го изразам големото задоволство од тоа што на ваков начин се повеќе и повеќе од најмладите до највозрастните се повеќе и повеќе продира идејата за така наречениот Slow Food или како што ние го велиме нормалното живење. Благодарам за ова што го правите, продолжите и понатаму. Ја имате целосната поддршка и се надевам дека на ваквите активности ќе се радуваме и во иднина. Хепенингот за отворен го прогласи председателот на клубот на младите при Slow Food Кавадарци Ристе Чекоров. Целиот настан беше збогатен со учеството на децата од детскиот фестивал Гроздоберче.